Реформите во судството и борбата против криминалот беа едно од најголемите ветувања на која што оваа владеачка гарнитура и дојде на власт. И нив ги има се уште во планот 369, како динамика, како планови. Предпоставувам некаде испишани во стратегијата за реформи, меѓутоа се уште не се чувствуваат во стварноста. И не можеме да кажеме дека има некакви видливи и нови моменти во судството. Известна релаксираност се чувствува, се пополнија некои кадровски решенија, кои што и за жал и за тоа требаше многу време. Меѓутоа, сега сме вратени на некој начин на почеток, бидејќи со смените на врвот на кривичниот суд, каде што се и најголемиот број предмети од организиран криминал и од криминал, предметите кои што ги води, ги застапува специјалното јавно обвинителство, тие 20 што се на број, некако се вратени на почеток. И сето тоа создава едно незадоволство и кај стручната јавност, меѓутоа и во јавноста, дека во овој дел премногу бавно одат реформите. За жал, јас можам да кажам дека од првите избори што се направени при промената на власта, се добива впечаток дека на некој начин како едно партиско тефтерче да е заменето со друго. Кога тоа го велам, го имам во вид дека беа избрани кандидати и за во апелациониот суд и во судот во Тетово, кои што не беа прворангирани и нема најмногу бодови. Тоа, како што се сеќавате, предизвика многу реакции кај дел од судиите, па дури една поголема група на судии од Основниот суд Скопје 2 во знак на револт демонстративно излегоа од Сдруженијето на судии, бидејќи сметаат дека Сдруженијето не ги заштитило нивните интереси. Не знам зошто тој материјал доби назнака строго доверлив материјал, кога точно може да се види и по хоризонтала и по вертикала кои луѓе биле на челната позиција во судовите кои што се осомничени дека имало проблеми при распределбата на предметите и уште повеќе кога и по неколку месеци нема одговорност, а се дозна дека 800 предмети не биле заведени во АКМИСот. Со други зборови кажано, биле дадени на рака. Овие последни случувања не водат кон тоа да се разјасни ситуацијата, туку има впечаток дека дополнително ги комплицираат ситуациите. Уште повеќе што имаме и судски совет, во чии надлежности токму спаѓа и проверката на АКМИСот, а во сите досегашни изјави и на председателот на судскиот совет и на членови од судскиот совет кои што биле задолжени за проверка, можевме да слушнеме тврдења дека АКМИСот функционира во најдобар ред, безпрекорно, што остава простор за сомневање каде е вистината. Или просто кажано кој лаже и кој кого крие. Значи, сето ова создава еден отворен сомнеж дека постои еден завет на молчење во судството и на прикривање. Уште повеќе што многу председатели на судови напредувале и добивале нови мандати или токму врз основа на бодувањето за спроведувањето на АКМИСот. Со право
и стручната јавност и граѓаните се револтирани од тоа што по функција во тоа тело ќе влезат личности како председателот на Врховниот суд, на Судскиот совет или председателот на Адвокатската комора, кои што во целиот овој период беа лоцирани и детектирани како главни кочничари и на реформите и на постапувањето на СЈ. Сега од една страна владата се заплетка во сопствената мрежа и имам чувство дека не знае како да излезе. Од една страна сака во телото да влезат практичари и луѓе по функција и на тој начин и да сака не може да ги избегне Караджовски, Вангеловски и останатите, бидејќи факт е дека тие се носители на највисоките функции. Оттаму е многу чудно во ситуација кога немаме претходно расчистени работи околу тоа, околу судбината од истрагата од Акмисот, околу улогата на Судскиот совет и на членовите на Судскиот совет, уште повеќе кога се заговара уште една нова, реформа во овој дел на Судскиот совет, тие луѓе по функција да членуваат на новото тело и со право јавноста е гневна затоа што на иста маса ќе треба да седнат реформаторите, така кажано, и кочничарите. Ми се чини дека не до крај осмислен целиот овој проект. И засега препознавам само добра желба за реформи, меѓутоа оперативниот дел некако е слаба страна и на владата и на Министерството за правда, бидејќи нудат некои нецелосни решенија и неодржливи решенија. Затоа што се плашам дека и судбината на тоа тело може да биде иста како на претходната што се распадна.